بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد nije bi'idnillahi ta'ala che продолжим со 40 hadis od Hafidha Nawawi rahimullah i веќе сме кај 19-тиот hadis. 19-тиот hadis вели авторот الحافظ النووي رحمه الله عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. В овој хадис кој го пренесуваат Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума кажуваат: Јас бев еден ден зад пегамберот салаллаху алейхи ва селам. Значи бев зад пегамберот салаллаху алейхи ва селам и посланикот салаллаху алейхи ва селам рече: Ја гулам инни уаллимука келимат. О младич, о мало дете, јас ќе те научам тебе неколку зборови. Овде бев зад пегамберот салаллаху алейхи ва селам, вели шейх Уцеймин рахимуллах, може да се подразбира да е во одење, значи пешачеле и одел зад пегамберот салаллаху алейхи ва селам, или другото што е многу повеќе повозможно, а тоа е значи над едно животно, значи качен дали на камила или на коњ, значи качен со пегамберот салаллаху алейхи ва селам и пегамберот салаллаху алейхи ва селам вели: Ја гулам инни уаллимука келимат. Оти мало дете, оти младич, јас ќе те научам тебе неколку зборови. Сето ова, значи, ја гулам, оти младич, јас ќе те научам тебе неколку зборови, сето ова е за пегамберот салаллаху алейхи ва селам повеќе да му ја придобие, значи, вниманието, да му го придобие вниманието на тој младиш, а тој е, значи, Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума. Селам алейкум. Му велит, посланикот салаллаху алейхи ва селам му велит: Ихфазиллаха јахфазак. Чувај го Аллах, тој ќе те чува тебе. Ихфазиллах јахфазак. Чувај го Аллах, тој ќе те чува тебе. Ихфазиллах таџидуху туџахак. Чувај го Аллах, ќе го најдеш пред тебе. Сето тоа ќе дојде, значи, во текот на објаснувањето што значат овие зборови. Ида саелта фасалилlah. Кога ќе прашуваш, кога ќе бараш, тогаш барај од Аллах субхана ва таала. Значи ова е, како што велит шейх Салих ал-Фаузан хафидахуллах, значи од почеток и овај хадис е база за учење и воспитување на децата вистинската акида од кога се мали. Значи ти не чекаш да детето да направи 20 години повеќе што ти знам јас и после тоа да почнеш да ме учиш верата, не. Овде пегамберот салаллаху алейхи ва селам вели, значи, на Абдулlah ибн Аббас: Ја гулам, оти мал дечко, инни уаллимука келимат, јас ќе ти ги научам неколку зборови. Сега ти слушај внимателно. Слушај внимателно и запамти ги. Така исто вели шейх Салих ал-Фаузан хафидахуллах, исто треба да е задолжност на муслиманите да ги учат своите деца. Да ги учат своите деца од мали. Но за жал, вели шейх Салих ал-Фаузан хафидахуллах, во нашата денешница, во многуте случаи, родителите им даваат на своите деца други задоволства дуњалочки или некои си игри, но не обврнуваат внимание во воспитувањето на своите деца во врска со верата. А пегамберот салаллаху алейхи ва селам токму тоа го правеше. Значи го учат Абдулlah ибн Аббас: чувај го Аллах, тој тебе ќе те чува. Значи чувај ги Аллаховите граници, чувај ги Аллаховите наредби, држи се од Аллаховите забрани далеку. Ако ти тоа го правиш,
Allah subhanahu wa ta'ala има тебе да те чуват, да ти ја чува твојата вера и да ти ја чува твојот дуњалог. Шейх Утемин рахимахуллах вели, не само што ќе ти чуват Allah subhanahu wa ta'ala тебе твојата вера, туку и твојот дуњалог ќе ти го чуват. Но ако ти вистински, значи се чуваш на Аллаховата вера, со искреност. И кога прашуваш, и да саелте фес'елилlah, кога прашуваш некого, тогаш прашувај го, односно моли му се само на Allah subhanahu wa ta'ala. Значи не на створенијата. Зошто? Створението можеби е немочно, можеби ќе се извинуват, не можам и така натаму, можеби и ќе ти се налути зашто си го прашал. Но кај Allah subhanahu wa ta'ala е обратно. Ако ти не го прашуваш Allah subhanahu wa ta'ala, ако не му се молиш на Allah subhanahu wa ta'ala, тој тогаш ќе се лути тебе. Створението, Бени Адам, синовите на Адам, и да се кралови, го прашуваш еднаш, два пати, три пати, после вели ја не можам. И може би ќе се налути, вели тоа не знаат друго освен да барат. Така? Така е кај створенијата. Но кај Allah subhanahu wa ta'ala обратно, ако ти оставиш прашањето, оставиш молбата на Allah subhanahu wa ta'ala, тогаш Allah subhanahu wa ta'ala се лути на своите робови. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. И кога ќе бараш помош, барај помош од Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَلَمْ, знај добро, му вели пегамберот салаллаху алейхи ва салам на Абдулlah ибн Аббас, وَعْلَمْ, знај добро, знај со цврсто знаење, без никакво колебање. Што? أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Му вели пегамберот салаллаху алейхи ва салам, знај добро. Ако целиот уммет се собери за да ти придонесат некоја добрина, некој придонес, не може да ти ја придонесат освен она работа која тебе ти е дадена, значи, кој ти е дадена, одредена за тебе во твојата судбина. Значи, она што ти го одредил Allah subhanahu wa ta'ala, тоа ќе достигне кај тебе. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. И ако се соберат сите луѓе ако се соберат, за да ти наштетат некоја наштета ти донесат, не може да ти наштетат освен она што Allah subhanahu wa ta'ala за тебе го одредил. Значи само она што е одредено за тебе. Она што е, значи, за тебе пишано. Значи се кетеба, значи напишано. Значи напишано во твојата алейкум селам рахматуллах. Алейкум селам рахматуллах. Значи напишано во твојата судбина. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ, значи кренати се, значи кренати се калем, яни аклам, кренати се моливите, тоа. Значи кренати се моливите, значи وَجَفَّتِ الصُّحُفُ, и книгите се исушени. Шейх Утемин рахимахуллах вели, овде имате една, значи вистинска убава придонес, رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. Значи кренати се моливите и исушени се лисјата. Што значи дека тие моливи се со водна фарба, водна боја. Зашто водната боја после треба таа да се исуши. Значи не од почеток суво, туку зашто иначе ако не суши, нема никаква смисла ова реченица وَجَفَّتِ الصُّحُفُ, и се исушени, значи се исушени лисјата. Значи сушени се, што значи дека се бојата била, значи со водна боја, и потоа кога се исушите, и тогаш е завршено веќе. Тоа е завршено, значи никој не може да го мени. Никој нема моќ да го мени
тоа нешто. Хадисот е заверен, значи во Сахих ет-Тирмизи, Раваху ет-Тирмизи, ги има пренесето, значи ет-Тирмизи рахимуллах, и вели, значи хадисун хасанун сахих. Исто во други ривајети, што се надвор од Сунан ет-Тирмизи, му вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем на Абдулlah ибн Аббас: "Ихфазилла таджидуху амамак." Значи чувај го Аллах, ќе го најдеш пред тебе. Тоа исто слично како исто таджидуху туджахак. Ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha'i ya'rifuka fi shiddah. Знај го Allah subhanahu wa ta'ala кога си во рехатлок, тој има да те знае тебе кога ти си во тешкоти. Wa'lam, ке дој тоа, се Allah subhanahu wa ta'ala секоја една ситуација наша ја знае. Но ова знаење Аллахово тука е специфично, кој Allah subhanahu wa ta'ala го помага својот роб. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. И знај, му вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем, она што те има промршено, односно она што го немаш достигнато ти. Значи ти пример си барал некоја работа или си очекувал не знаш што други работи во животов, но не си ги достигнал. Знај дека тие работи не биле пишани за тебе. Значи она што ти има промршено, заборај го више. И ова е од плодовите во верувањето во кадар, во судбината. Зошто ако човекот не верува во судбината, нонстоп неговото срце копнеат за оние работи што се во минатото што му избегнале, односно што го промршиле. Но исламот те учи тебе, значи wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Значи знај, она што ти има промршено, односно не го немаш достигнато, тоа знај дека немаше да го достигнеш. Wa ma asabak lam yakun liyukhtiyak. А она што ти се случило, немаше да те промарши. Значи и да се некои работи што може би се горчливи за човекот, но знај, она што ти се случило, што ти се десило, немаше ти на никој начин да му избегнеш. Зашто тоа ти го пишал тебе, твојот создател, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr. Му вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем, знај дека победата иде со сабарот. Победата иде, значи, со сабарот. Wa anna al-faraj ma'al karab. И знај дека широкоста, значи да чувствуваш, значи широко си во градите и во животот, иде после тешкоти. После кога ќе се стеснат, значи кога мислиш ти дека сите патеки, сите врати се стесниле и се затвориле, баш во тој момент тогаш се шират и се отворат тие врати. Wa anna ma'al usri yusra. И после тешкотијата следи лесноста. Вели шейх Утhaymeen рахимуллах тука, значи Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, куња од Абдулlah ибн Аббас беше Ебул Аббас, што значи дека тој го имат наречено едно од неговите деца Аббас, како неговиот татко. Значи ова постоеше во времето и на сахаба и во другите генерации, да детето ги нарекува своите деца со имињата на својот татко. И дури имат кај селев 4-5 генерации сите го имаат исто името. И таткото, и детето, и стар бабо. Да. Значи има до 5. Ја не се сеќавам дали беше името Али или Хусейн, беше, значи, сите се 5, дедо, предедо, син, пресин, сите се со истото има. Значи ова се најдуваат. Дури имат кај арапските земји и во данашава денешница, имаат 2 сина и двајцата се викаат Мухаммед. Но за да ги разликуваат во пасуш, овде иде проблем после. Ако се двајца, значи од една куќа, со исто презиме, со исто име, може да стане некогаш проблема. Затоа имаше еден ученик со мене во Медина, се викаше Мухаммед. Значи напред беше пишано Елиф.
а Мухаммед. Јас го прашав еднаш, рече не, јас уија Мухаммед се викам. Но братот постав се вика Мухаммед, за ја да се разликувам од него, ми е ставено само за напасуш а Мухаммед. Да. Исто Шех Рабија хафидахулlah има два сина, што има наречено Мухаммед, значи има два сина. Значи два сина се вика значи Мухаммед. И ова е знак значи исто за љубов спрема посланикот саллаллаху алейхи ва селам. Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума беше еден значи од она паметните, односно најостроумните. И беше еден од оние луѓе кои беа најжестоки, кои бара знање. И затоа еднош вели Шех Утхајмин рахимуллах тука беше прашан како ти го достигна се това знање. Како? Одговори Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, ве рече, го достигнав ова знање со еден јазик кој прашуваат, со едно срце кое разбират, wa bi qalbin uqul, срце кое разбира. Се паметот, аклот е во срцето. Значи, аклот, паметот е во срцето. Како е поврзувањето со мозокот горе? Аллаху а'лам. Значи, со јазик кој прашуваат, со срце кое разбират, wa badanin ghayru malul, и со едно тело кој не се заморуваат. Значи телото нормално се заморуваат. И ти сакаш значи да се одмориш, да се наспиеш, дури да ти излези сонот целосно. Така нема знање. Така не се достигнува значи знање. Со овие три работи одговори Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума дека има достигнато сето тоа значи огромно знање. Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума беше значи во ова време значи беше мал. Така што во хаџот кој го направи пегамберот салаллаху алейхи ва салам неколку месеци пред да умре, Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума беше значи тогаш околу 14-15 години. А оваа случка се случила значи пред тоа. Но со сето тоа дека бил мал, го запамтил овај хадис, онака како што го слушнал од пегамберот салаллаху алейхи ва салам и го зел овај совет за животен совет. Зборот од пегамберот салаллаху алейхи ва салам уаллимуке келимат, јас ќе ти ги научам тебе неколку зборови. Овде на почеток почна пегамберот салаллаху алейхи ва салам општо, ќе ти ги научам неколку зборови. Но сега кога ќе слушнеш ти, јас ќе ти ги научам неколку зборови, срцето копнеат да знаат што се тие зборови. Ако почнеше пегамберот салаллаху алейхи ва салам од почеток да му ги кажуваат тие зборови, можеби не ќе беше толку внимателен кога како во ваква ситуација. Сега кога му вели значи на почеток општо ќе ти научам значи неколку зборови, потоа значи многу повнимателно слушат и сакат да знаат што се тие зборови. Што се тие зборови. Првиот збор кој му го научи беше ихфазилла јахфазак. Чувај го Аллах, тој ќе те чува тебе. Вели Шех Утхајмин рахимуллах, што значи тоа чувај го Аллах? Вели Шех Утхајмин рахимуллах, значи да ги чуваш Аллаховите граници, значи да не ги пречекоруваш, значи да не паѓаш во гревови и слично и неправда. Исто да ги извршуваш Аллаховите наредби, да се држиш далеко од Аллаховите забрани и да веруваш цврсто во она што дојдено во Куранот и во Суннетот. Значи да немаш никакво колебање и дека тоа што е дојдено во Куранот и во Суннетот, тоа е вистина. Тоа е вистината, 100% вистина. Иако можеби целиот свет се спротивставуваат против тебе, ти немаш ни малце колебање во тоа дека Куранот и Суннетот тоа се единствената вистина. А потоа јахфазак, има тебе Аллах да те чува, значи кога ќе го чуваш ти Аллах, односно Аллаховата вера,
има тој тебе да те чуват, вели Шейх Уцаймин рахимуллах, тоа се подразбира, значи, да Аллах субханаху ва таала да те чува тебе во верата, значи да не паѓаш во гревови, да не паѓаш во искушенија, да не паѓаш во новотарство и сличност. И во друга страна исто, Аллах субханаху ва таала ти чува тебе исто, значи твојот дуњалог, ти чува тебе Аллах субханаху ва таала твојот дуњалог, што значи дел од дуњалокот, значи те чува, значи од штета што може да ти се случи во твојот акл, во твојот памет, во твоето тело, исто те чува, значи во твоето имање, богатство, во твоите деца, фамилија и слично. Сето ова плодови од она ако ти е чува, значи Аллаховата вера. Значи Аллаховите наредби ги извршуваш, забраните се држиш далеку и така натаму ги земаш овие огромни плодови. Потоа вториот збор кој му го научи пегамберот салаллаху алейхи ва селем, тоа беше ихфазилла таджидуху туджахак. Значи чувај го Аллах, ќе го најдеш пред себе, односно пред тебе. Вели Шейх Уцаймин рахимуллах, што значи таджидуху туджахак? Ќе го најдеш пред себе. Тоа значи дека Аллах субханаху ва таала има тебе да те упатит кон хајрот. И во сето она што имат хајр. Тоа значи дека го најдеш Аллах таала пред себе. А не велиме ние со Господ напред? Токму е тука ова. Ова е точно тоа значење. Со Господ напред значи што мислат луѓето или значи таа мајката што му вели на своето дете со Господ напред. Значи таа мисли дека Аллах субханаху ва таала тебе ќе те упати на доброто и да бидеш успешен и да бидеш зачуван. Токму тоа со Господ напред значи таджидуху туджахак. Ќе го најдеш пред себе, значи ќе те упати во сето што имат, во се што имата, во се што има, значи хаир, добро за тебе. Третата реченица, односно третиот збор кој му го научи пегамберот салаллаху алейхи ва селем на Абдулlah ибн Аббас беше Ида саелте фас'алилlah. Значи кога ќе прашуваш, кога ќе му се замолуваш некому, тогаш прашувај го, моли му се на Аллах субханаху ва таала. Зошто? Може би створенијата, значи тие кои се создадени, може би тие се немочни или па ќе се извинува, значи ќе бара значи оправдања поради некои причини што не може да ти помогне. Но кај Аллах субханаху ва таала тоа го нема, за Аллах субханаху ва таала се мокен. И нема некоја работа што за Аллах субханаху ва таала е тешка или невозможна. Затоа значи врати се кај Аллах субханаху ва таала. И кога имаш тешкоти и кога имаш проблеми, врати се кај Аллах субханаху ва таала, моли му се на Аллах субханаху ва таала. Не ние кај нас, значи во вистина, значи кога имаме тешкоти и кога имаме некои потреби, памето значи ни одит кај луѓето, ни одит кај луѓе кои имаат позиција и така натаму, а забораваме дека тие луѓе кои ти мислиш дека може да ти помогнат, се во вистина исто Аллахови створенија и ти, ако Аллах субханаху ва таала е задоволен со тебе, имат да тие луѓе да ти ги овозможат за тие тебе да ти бидат, значи, да ти бидат во служење. Но треба да се држиш целосно на Аллаховата вера. Четврти збор кој му го научи пегамберот салаллаху алейхи ва селем, исто, значи во врска со прашување, односно молење на Аллах субханаху ва таала, вели Шейх Уцаймин рахимуллах, дека човекот не треба никоја работа да ја умаложуваат и да велит не ова работа е лесна или обична работа е, јас не му се молам на Аллах субханаху ва таала. Дури некој од селеф, вели Шейх Уцаймин рахимуллах, му се молеа на Аллах субханаху ва таала и за наједноставни работи во животот. Зошто ти не гледај таа работа за која ти го прашуваш Аллах субханаху ва таала, туку гледај
со тоа молење на Allah subhanahu wa ta'ala ти правиш еден од најогромните ибадети, а тоа е дуа. Дуа. Разбравте сега? Значи ти со тоа, значи не гледај ти за тоа што го прашуваш, туку ти со тоа што идеш во тој момент што го практикуваш дуа, молба. И тоа е еден од најогромните ибадети што може човекот да ги правите за Allah subhanahu wa ta'ala. Значи гледај го ти од ова насока, од овај агол. Четврти збор кој му го научи пегамбарот салаллаху алейхи ва селам на Абдулlah ибн Аббас беше: "Ва иза ста'анта фастa'ин билlah." И кога ќе се молиш, односно кога ќе бараш помош, тогаш значи барај помош од Allah subhanahu wa ta'ala. Исто затоа значи, во секој намаз, во секој рекаат, значи читаме во намазот Ияке на'буду ва ияке неста'ин. Значи ние само тебе те обожаваме и од тебе бараме помош. Во вистина помошта е Ияке на'буду, тебе те обожаваме, ва ияке неста'ин. Исти'ана е вид на ибада, на ибадет, на обожавање. Но зошто тука се повторуваат? Зашто човекот има потреба во своите ибадети за Allah subhanahu wa ta'ala него да го помогне за да тој да може да ги изврши. Затоа значи, иде тоа Ияке на'буду ва ияке неста'ин. Петтиот збор кој му го научи пегамбарот салаллаху алейхи ва селам на Абдулlah ибн Аббас, а тој беше: знај дека ако целиот уммет се соберит за да ти придонесат некоја придонес, не ќе може да ти ја придонесат таја придонес, освен она што ти го пишал тебе Allah subhanahu wa ta'ala. Значи, знај го тоа со цврсто знаење. Значи, дека доброто, хајрот и штетата не се во раците на луѓето. Туку се случува само она што е за тебе, значи, што е за тебе запишано и ништо повеќе. Шестиот збор кој му го научи пегамбарот салаллаху алейхи ва селам на Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, тој беше: и ако се соберат во друга страна за тие тебе да ти наштетат, да ти донеса некоја штета, не ќе можат да ти наштетат освен она што го пишал за тебе Allah subhanahu wa ta'ala. Значи ништо не се случува во овој универс, во овој свет, освен само со Аллахова дозвола и она што е напишано. Ништо повеќе, значи. Иако тие можеби се собираат со тебе и сакаат да ти прават штета и пуштаат болести и такви и слични работи, така мислам нашите во оваа ситуација која живееме се во последните 2 години, во вистина, значи, ништо не може да се случи, освен она што е за тебе запишано. Ако е запишано, ќе ти се случи таа работа. Ако не е запишано, нема да се случи никогаш таа работа или која друга била работа. Зошто? Седмиот збор, значи, кренати се моливите и исушени се листовите. Кренати се моливите и исушени се, значи, листовите, дека работата е завршена. И Аллаховите зборови не се изменуваат. Осмиот збор кој му го научи пегамбарот салаллаху алейхи ва селам, тој беше: знај го Allah subhanahu wa ta'ala во рахатло кога си, тој ќе те знае тебе кога ти си во тешкотија. Вели Шейх Уцеймин рахимахуллах, дека ова, значи, знаење Аллахово, се Allah subhanahu wa ta'ala ги знаат сите состојби и сите ситуации на своите робови. Но ова е специфично знаење со помагање и отстранување на тешкотите. Со тоа се подразбира. И затоа вели Шейх Салих ел-Ухайдан
рахимахуллах, вели шейх Салих ал-Лухайдан рахимахуллах, дека човекот треба кога е во рехатлок, кога е во спокојност, кога е значи во добра ситуација, човекот треба да имат дела спремано, да имат работено, да има значи направено добри дела. Зошто тие добри дела, нивната плод, значи плодот на добрите дела се покажуваат, односно на виделина се покажуваат кога ситуацијата ќе биде значи тврда и тешка. Како тие луѓето кои им се затвори, значи, кои им се затвори на тие тројца во пештерата вратата. Тие со ошти тогаш се приближува кон Аллах субханаху ва таала за да се отвори, значи, односно да се отстрани тој голем камен. Со ошти? Со нивните добри дела. Кога ги правиле тие добри дела? Кога биле во рахатлок, кога биле, значи, во добро. Ама тоа сега, во таа тешка ситуација, се гледа, значи, нивниот плод. Затоа, значи, вели шейх Салих ал-Лухайдан рахимахуллах, значи, треба човекот, значи, да се спремуваат кога е во рахатлок со добри дела. Со добри дела, се можеби, кога ќе биде ситуацијата толку жестока и тврда, неќе не биде во можност да правите толку многу дела. Деветиот збор кој му го научи пекамберот салаллаху алейхи ва селам, а тој беше: знај дека она што те има тебе промршено, немаше да те погоди, односно да го придобиеш. Значи му го учи, значи, дека секоја работа е со судбина, со кадар, со одредба. Ништо не е случајно. Десетиот збор, дека победата иде со сабр. И како што велите еден од имамите на селеф, секоја една добра работа која достигната, дали тоа во насока на верата или во насока на дуњалокот, е достигната таја со сабр. Значи без друго, значи се бара сабр за да се достигне победа и да се достигне, значи, плодови. Единаестиот збор кој му го научи пекамберот салаллаху алейхи ва селем, а тоа беше, значи, дека отворањето на патот, односно отширувањето на ситуацијата, иде после кога сите патишта и врати се затвораат и се теснат. Тогаш, значи, идет Аллаховата помош и олеснување за својот роб. И на крај, 12-тиот збор кој му го научи пекамберот салаллаху алейхи ва селем на Абдулlah ибн Аббас, а тоа беше, значи, дека после тешкотијата следи олеснување. И вели шейх Утемин рахимуллах, од Аллаховата мудрост, да Аллах субханаху ва таала не му дават на својот роб две тешкоти една по друго. Туку без друго, ако имате на тешкотија, после неја следи едно олеснување. После нејзе, значи, следи едно олеснување. И затоа човекот, вели шейх Утемин рахимуллах, не треба да губи надеж. Иако мислите дека сите патишта се затворени и целата ситуација, значи, немат излез, така речено, баш тогаш во тие тешки моменти идет излезот и идет олеснувањето. Затоа, значи, не требите да губите надеж. Потоа спомнува шейх Утемин рахимуллах неколку придонесувања од овој хадис, а тоа првото придонесување е важноста на овој совет.
Значи, важноста на овај совет кој му го даде пекамберот салаллаху алейхи ва селем на својот братучет. Зашто Абдулла ибн Аббас му беше значи братучет од чичко. Зашто Ел Аббас беше чичко на пекамберот салаллаху алейхи ва селем и Абдулла беше значи син на значи важноста на овој совет. Потоа исто, значи зборот од Абдулла ибн Аббас бев зад пекамберот салаллаху алейхи ва селем, значи тоа како што рековме, вели Шейх Утемин рахимуллах, дали е тоа значи на едно значи патнишко средство во тоа време, дали е камила, коњ или магаре, или па пешачеле. Значи биле во пешачење и Абдулла ибн Аббас пешачел зад посланикот салаллаху алейхи ва селем. Овде мала замерка тоа е, значи дозволено е на камила, на коњ или на магаре и двајца луѓе да се качат, но со услов да може тоа животно значи да ги носи. Значи не да бидат пример двајцата по 150 кила и вели тој не еве дошло во хадисов двајца смеат да се качат. Ти треба да пазиш. Разбравте? Така. Третиот придонес, а тој е дека значи начинот на кој му се обрати пекамберот салаллаху алейхи ва селем на својот братучен, значи Абдулла ибн Аббас, беше значи начин значи на милост и на мекост. Значи може ја гулам, значи оти млад дечко, слушај внимателно, сега ќе ти ги научам тебе неколку зборови што тебе ќе те следат и ќе имаш потреба во целиот твој живот. И токму е тоа, значи, му го стави, значи, му го вкорење теухидот во неговото срце, уште од малечок, значи, да знаете дека целата ситуација е во Аллаховата рака, а не во раците на створенијата и во луѓето. Исто, од придонесите, вели Шейх Утемин рахимахуллах, тоа е добриот начин како посланикот салаллаху алейхи ва селем ги учеше и ги воспитуваше своите асхаби. Значи, исто примери. Со примери и исто на почеток општо, а потоа и детално упатување и советување. Следниот придонес, петтиот, вели Шейх Утемин рахимуллах, дека наградата е за човекот според неговите дела. Значи, наградата за човекот е според неговите дела. Ихфазилла јахфазек. Чувај го Аллах, тој ќе те чува тебе. Значи, наградата е спрема делото. Ако ти го чуваш Аллах, тој ќе те чува тебе, и тоа е важно, значи, да Аллах субханаху ва таала те чува тебе во твојата вера и во твојот дуњалок. И исто вели Шейх Утемин рахимахуллах, дека чувањето на Аллах субханаху ва таала, значи од страна на робот, и рековме што значи тоа да го чуваш Аллах субханаху ва таала, вели Шейх Утемин рахимахуллах, тоа е причина себебун да Аллах субханаху ва таала го упати својот роб во вистинскиот пат. Значи, тоа е причина. Ако ти се држиш за Аллаховата вера, ги спроведуваш наредбите, се отстрануваш од забраните и така натаму, тоа ќе биде причина за Аллах субханаху ва таала тебе да те упати во вистинскиот пат. Исто спомнува тука Шейх Утемин рахимахуллах дека значи иако се оние работи кои ти му се молиш на Аллах субханаху ва таала мали работи, значи ти ги гледаш како лесни и како обични работи, но не заборавај дека со она другото, а тоа е молитвата која правиш ти, дека таа е нешто огромно, од огромните ибадети кои ти ги правиш тогаш во тој момент, и за тоа значи исто и за тоа ќе бидиш награден,
ќе биде за тоа награден. Следниот придонес, а тој е, вели Шейх Утемин рахимуллах, да човекот да не се грижи, односно ла јубали, да не му интересират, да не се грижи човекот што мислат или што сакаат луѓето од него, кога тој е на вистинскиот пат. Значи човекот да не се грижи што ќе кажат луѓето, што ќе зборуваат луѓето, што намеруваат луѓето со него, за тоа да не се грижи, се додека мадама алал хак. Се додека тој значи се најдува на вистинскиот пат. Значи тоа е важно, зашто денеска, не само денеска, и во минатото време многу луѓе не го следат вистинскиот пат, иако знаат дека тој е вистински пат, но не го следат вистинскиот пат поради она што мислат, што ќе речат луѓето за мене, што ќе кажат луѓето за мене, што ќе зборуваат луѓето за мене и други причини, и тоа станува значи за него препрека, станува вистинска препрека да тој да не го следи и да не се покори во вистинскиот пат. А тоа е значи фатална грешка. Зошто, како што го научи пегамберот салаллаху алейхи ва селем Абдулlah ибн Аббас тука, значи и да се собери целиот уммет, да ти придонеси некое добро, не може да ти придонесе освен она што е запишано за тебе, и да се собери целиот народ и целиот уммет да ти донесат тебе некоја зло да ти направат, не ќе може да ти направат тоа зло освен она што ти го запишал тебе Аллах субхана ва таала. А луѓето не. Значи, оние кои имаат слабо убедување, значи тие луѓе гледаат и се загрижени, значи, што ќе кажат луѓето и што мислат луѓето за нив. И може би поради тоа и го оставаат следењето на вистинскиот пат. Исто вели Шейх Утемин рахимахуллах од придонесите на овој хадис е дека секоја една работа е значи одредена, значи со Аллаховата одредба. Ништо не е случајно, се е одредено и не се случува ништо освен со Аллахова дозвола. Исто вели Шейх Утемин рахимуллах од придонесите на овој хадис е дека човекот, оној остроумниот, тој оние моменти на рехатлок, оние мигови на рехатлок ги искористуваат за правење добри дела. Значи, кога тој во рехатлок, не ги поминуваат во спиење и во игри играња и во шетања, не, туку ги инвестират тоа време и тој рехатлок за да прави што повеќе добри дела. А за жал, значи, кај многу луѓе, кога тие се во рехатлок и значи нема никакви грижи во нивните очи, така речено, тогаш тие тоа време, значи, врви денови по денови, недели, месеци, годиња, и тие се, значи, во непазливост, во гафла, значи, во непазливост, и кога утре ден ќе се случат некои искушенија, тогаш тој нема ништо спремано и подготвено, и така што го гледа, значи, е тој првиот кој паѓат во тоа искушение. И на крај, вели Шейх Утемин рахимахуллах, дека ситуациите на инсанот, на човекот се следните. Или ситуација на рехатлок, или ситуација која е тешка ситуација, или ситуација на среќност, е среќен, значи имат моменти, денови кој е среќен, или па ситуација на тажност, има ситуација кога е богат, ситуација кога е сиромав, и само во овие работи, значи, се врти животот на човекот.
Значи, некогаш е богат, некогаш немат, некогаш е тажен, некогаш е стреќен, некогаш е во рехатлог, некогаш е во тешкоти. Овие се ситуациите кои човекот ги живеат. Но, вели Шейх Утемин рахимахуллах, освен оној кој живеат живот со покорност спрема Аллах субхана ва таала. За него секоја една ситуација, значи, е добра ситуација. Како што вели пегамберот салаллаху алейхи ва селам, чудна е ситуацијата на верникот. И тоа за никого не е освен за еден верник само. А тоа е, ако му се случи нешто добро, тој му се заблагодарува на Аллах субхана ва таала за тоа и тоа е добро за него. И ако му се случи некоја тешка работа, некоја тажна работа, тој се воздржува, прави сабр и тоа е за него исто, добро. Така сме на крај на овај хадис и би идниллахи таала идната недела ќе продолжиме со хадисот број 20. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.